Војводата, братот и херојот денеска по трет пат се обединија. Политичките патишта на лидерите на ВМРО Народна, обединети за Македонија и на достоинство се вкрстија преку коалицијата ВМРО за Македонија. Георгиевски, Бошковски и Ангелов со аплаузи и овации беа пречекани во хотелот Александар Палас, каде дојдоа членови на партиите, семејствата и луѓе кои со години го поддржуваа Бошковски додека беше во затвор. Додека Бошковски денеска говореше за неговите мотиви повторно да влезе во политичка трка, во специјалното јавно обвинителство пристигна поранешниот директор на УБК на распит токму за апсењето на Бошковски, за случајот тортура. Бошковски сега се бори за пратеник, а Мијалков за слобода. Може би затоа и братот Љубе емотивно се посети на неговата Голгота и рече дека во животот на еден човек има подеми и падови и ништо не останува вечно. Сигурно дека во животот има осцилации, има животни амплитуди, има одење горе, паѓање доле, има одредени недоразбирања. Но, почитувани мои сестри и браќа, драги пријатели, тогаш сонувавме да ја видиме Македонија слободна, да ја видиме самостојна, Македонија со сите државотворни атрибути. И ја имавме таква Македонија и ја имаме денес Македонија од сонот на Љупчо Георгиевски. Екс-шефот на тајната полиција не сакаше да одговори на прашањата на новинарите кои го чекаа пред СЈО, дали командувал со апсењето на Бошковски ден по изборите во 2011 година. Во следниот период Бошковски ќе го гледаме на митинзи, а Мијалков го чекаат распити. Не само за тортура, туку и за други случаи кои ги отвори Катица Јанева. Тројцата коалициони партнери, кандидатските листи ќе ги објават во наредните неколку дена. Шеф на изборниот штаб ќе биде Ден Дончев. Најави борба со корумпираното и раскалачено раководство на ВМРО ДПМН. Неколку години пред да осамнат така наречените бомби, во името на слободата на македонскиот народ, френетично предупредуваше за безвластието на двајца луѓе и нивната фамилија. Тоа го плати со одземање на личната слобода, тортура врз него и лажно етикетирање. Морам да кажам дека ми е чест 15 години подоцна, 15 години после крававата 2001 година да соработувам со премиерот во чиешто време најдобро си живееше. Да соработувам со премиерот кој што ни остави целосно одврзани раце во одбраната на татковината. Да соработувам со премиерот кој што ни донесе борбени авиони, борбени хеликоптери, тенкови и целокупната друга воена опрема за одбрана на татковината. Чест ми е да соработувам и со министерот мој, братот Љубе Бошковски, долги години во Македонија, која ќе се спомнеа имињата на Стојанче, Љубе, Љупчо, повеќе ви мирисеше тоа на некоја борбена формација која се спрема во најмала рака, ако не друго, да направи смотр на војниците наредени негде. Денеска, мислам дека не треба никој посебно да се загрижува од оваа тројка, од тој аспект. Го нема тој дух од тоа време и со тие непријатели, меѓутоа денеска очигледно имаме нова борба пред нас, имаме нова група на луѓе која треба да се победи и на крајот да се дојде до онаа основна и главна цел која воспоставивме во раните 90-ти години, а тоа е самостојна, независна, но демократска Македонија. И еве, по трет пат се обединуваме за Македонија. И овој пат победоносно чекориме предводени заедно со господинот Георгиевски во една нова победа. Многумина ќе се прашуваат зошто е потребно тоа на Македонија. Па зарем Македонија не е денес загрозена?
зарем човековите права и слободи, зарем изворните основи на ВМРО ДПМН не се загрозени и ставени во втор план пред други лични интереси. Затоа сме им потребни на Македонија, затоа им е потребно ВМРО за Македонија, да живее Македонија, нашата единствена, вечна и безсмртна. Новите политички ортаци им се обратија на членовите на партијата на власт. Ако сакаат да живеат во духот на демохристијанството, да им се приклучат во борбата за враќање на достоинството на партијата, која веќе 13 години ја води Никола Груевски.